Со огромно доцнење, Chrysler конечно започнува со електрификацијата која целосно ќе ја опфати марката до 2028-та. Но купувачите не треба прерано да се радуваат, бидејќи првиот електричен модел ќе биде лансиран само 3 години пред тоа. За да не изгубат надеж, американската дивизија на Stellantis уште сега покажа како тој ќе изгледа. Наречен е Airflow, според прочуениот модел од 30-тите години на минатиот век, кој беше толку напреден што не издржа долго време на пазарот. Ваква судбина сигурно нема да го снајде современиот негов истоименик, со кој треба да се дефинира иднината на марката, чија понуда сега има само 3 модела. За разлика од нив, Airflow е репрезент на повеќе од воочлив напредок, иако всушност ништо не го разликува од конкуренцијата која веќе на големо ги продава своите електрични адути. Спротивно на трендовите кои бараат провокативен дизајн, изгледот некако му е блед, до толку што се јавува сомнеш дали навистина со ваков автомобил Chrysler сака да ги започне помодерните времиња. Но затоа механиката му е напредна и сигурно ќе ја сретнеме и кај други модели од династијата на Stellantis. Базирана е на 2 електромотора од по 200 коњски сили кои обезбедуваат погон на сите тркала. Капацитетот на батериите кои работат на 800 волти не е објавен, туку само е кажано дека ќе обезбедат автономија помеѓу 560 и 640 км. Солидно изгледа и интериерот, во кој комотно може да се сместат 4 патници, бидејќи задните седишта се поделени. Се забележуваат голем број екрани, а кросоверот може да се пофали и со автономни можности од трето ниво.